3ZZZ sponsor. Почитувани слушатели, денес имаме специјален гостин на македонската радиопрограма 3ZZZ, а тоа е градоначалникот на Овчарани, прв македонски градоначалник во историјата на Беломорска Македонија или Егејска Македонија после окупацијата од 1913 година, а тоа е Панде Ашлаков од Овчарани. Панде, добро утро. Добро утро. Ние Панде ве побаравме за македонската радиопрограма, а исто така македонската заедница овде. Веројатно знаете вие дека има голем број македонци од Беломорска Македонија, од Вардарска Македонија, особено во Мелбурн, а вие доаѓате овде по покана на Комитетот за човекови права. Прв пат сте на македонската радиопрограма и прв пат доаѓате во Австралија. Малку сакаме да ни кажете неколку зборои или како ние што велиме лафои за вас како дете, како поминавте во Овчарани и околината, како се зачленивте во, како го формиравте виножито, а после ќе се префрлиме на другите прашања. Јас сум Панде Ашлаков, роден 56 година. 56 година, како дете, што растеше во село Овчарани, памтам многу добро, баба ми и дедо не пристигна да познам, и Степа Грците. Со баба ми ме ноше на школу, а јас првото што му кажуваше, мамо, не ода тамо, ти тамо, инак не тепа, инак не клавата зборуваме. Сакам да кажам што малце збори грчки јазик го научи во школата. Ова работа, како дете, ал беа стари жени дома, Богдана и Конда, не плаша да не кара, оти полицијата ги тепаше, не кара да не излезгаме надвор, да зборуваме за дедо, за баба, за македонско и за така. И јас како дете, още тога се прашуваше, зашо мамо? Ми е забрането нашто, ошто ове дете не пала, или добија беа турците безне поарни, дојдоа вија грчите, сели зева. И така, со таа страх, со таа мака пораста јас во Овчарани. Кога стигна на некои години почнувам да се правам возрасен, 20 години, 30 години, дете почнува да се барам, да видиме на кој начин, зашо сме ние, како сме ние. И почнаме да се организираме, да правиме на почеток што можеме за македонски народ и седне се организираме, се стигнаме на една партија што се вика Виночето. И сме првите членови, активисти. Добро, сполајмо на Господ и од здравје, и од луѓе, барем тоа што можеме ние, за нашиот народ и по законот на Грција и на Европа, да се бориме и не да стануваме. И сега, крајните години, Овчарани, мината и чест, ме избра како градоначалник, да речеме, тука се вика кмет, на едно место од 2,5 народ. Добро, на тоа ќе Панде, на тоа ќе се вратиме покасно. Сакам да ни кажеш како на почетокот почнавте, бидејќи јас, како што знаеш, години доаѓам во Беломорска Македонија, во Егејска Македонија, сум присуствувал на панаѓурите. На почетокот, како започнавте да ги правите? Оти, јас кога дојдов 99-98 година, уште не беше дозволено да се пеи, само се свиреше оро, нели? Не, 98 не се пееше на бината, после на веселбата се пееше. Стално, од 83-та првата песна беше во Илинден во Панаѓиро, да што се пееше. Првата песна и почнаме да имаме проблеми со полицијата и така натаму. Од 83-та. Значи, да. После како продолживте да се борите со законите на Грција? Вака,
законот од тога што Грција подпиша од има да е една демократска земја, кога почнавме ние да си бараме правата преку законо, не можеа, само можеа да не плашат, не можеа да не тужат, да не тепат, да не клават затвор. И така, полека, стигнаме денеска да го имаме, да речеме, ова Илинден, да го речеме на грчки сезмоз, институција за македонците, дали се вика од Солун, дали се вика од Кугуј, дали се вика од Серес, од другите делови на географскиот дел од Бугарија, од Албанија. Овој ден е, кажат, таков ден, што се сретнуваме сите овие луѓе и разменуваме мисли, разменуваме како е живачите, економијата и така натаму. Минатиот вторник го прославивте Илинден 2 недели порано заради календарот на грчката црква. Спрема она што разбрав и јас од моите другари, Илинден беше прославен на многу високо ниво. Може ли да ни го опишите вие како градоначалник, како успеавте да го организирате толку многу убаво? Вака, како секоја година, па оваа година или и Господ не сака, и времето ни поможи, и градоначалнико, и беше и од чисто, и другите градоначалници што беа македонци, ама се знае сега, од и градоначалник е човек на вино жито, човек што не се плаши, што да кажува јавно тие македонец и така натаму. За оваа година може да кажа, тоа што очекуваме ние, ни дојдва околу, да не рече, од 10 до 15.000 народ. Тоа не може да докаже јас со зборови, човек што еднак треба да помине да види. Ова, да речеме, институција, да речеме, сезмоз на грчкиот и, за жал, не сум студиран на македонски, што ми е преносено од домашниот, од дедо и од баба, дедо не признат од баба. Може да греше нешто. Ако греше, нека ме извинат сите македонци, прво јас се винувам сам од им. Та, ова нешто, колку да ви кажам, ако не го видите, не можете да ми вервате на зборовите што јас сакам да ви кажам. И нема збори што да кажам. Велите дека имаше велите дека имаше над 10 до 15.000. Тоа ми го кажаја и луѓе кои беа гости од Преспа, од Албанија, нашите активисти, имаше гости и од Бугарија, а и имаше гости и од Република Македонија. Меѓутоа, ние уште повеќе сме радосни што зборуваме со градоначалникот на Овчарани и на околината. Вие сте првиот човек во историјата кој сте македонец, етнички македонец, градоначалник. Тоа ќе биде воовде во Австралија. Вие панде не знаевте колкава беше радоста кога Виножито доби градоначалник преку тебе. Вистина, ова не сум јашка, чисто од јас сум активиста, още од почетокот знаете и Овчарани, и цела Грција, и цела Солун за името и за презимето на Панда Злаков. Како можа? Јас се гордеа за тоа нешто. На кај 10 август ние сум од Солун, за да дојдеме да ве видиме од близу, од ова што правите вие од таа страна. Ние да се запознаеме од близу, маќите и се исти, ама законите и се исти, само Грција што не почитува законите. Грција не ги почитува законите, меѓутоа вие сте многу храбри. Вашата цела една дружина, Виножито, сега таму се публикува и весникот Нова Зора, а уредник е Мичо Јованов или Димитри Јоанис. Така. Колку примероци излегуваат од тој весник? Има сега скоро година, ако не греша, година и 2-3 месеци, што секој месец излегува над 10.000 вестници месечно. Ние на почетокот и нисавме со 5.000 и гледаме од младите го барат вестнико. Тоа е многу добро, оти се пишуват работи, вистина на грчки јазик, оти за жал. Нашиот народ, него има студирано македонски,
и може да научи да чита на грчки, да се научи историјата за дедо, за предедо и така натаму. Добро, тоа ни е јасно. Вие на микрофонот на бината кажавте дека за скоро време ќе ечи македонска песна, вести на македонско радио во од Лерин до Костур па до Воден и Солун. Првото мислење за радиото беше само за дозволата. Радиото е при крај. До крај на годината, за ова година зборуваме, ќе енчи до Костур, Кожен и Воден и мислиме да стигнеме до Солун со предавачка, да кажа. Предавател. Заради... Предавател се вика тоа. Да, предавател. За да можеме да стигнеме во Солун. Оти радиото на тие фамилии што сакат, но влегуваат дома и да не се плашат. Тоа е цела цел и да може да биде и известен цел нашиот народ што се работи и до кај се работи, до кај имаме права и се правиме и што така. Оти без радио не можеш се да пресигнеш. Вие го прославивте, односно ја представивте Македонија и македонскиот народ сега насекаде во егејскиот дел или беломорскиот дел на Македонија. Дали Панде се чувствува се уште страв кај македонците? Лично за дело Леринско, Воденскио и Костурскио нема страв, да речеме тој страв што беше. Сега страво и знаете, добро арни сме за некој зборувам, што се на државно, и го сакат само да се скриене под сенка, да речем. Не македонци под сенка, не